Не можам да ви ветам датум, но можам да ви ветам волја. Ново разочарување од Брисел за Скопје. Високиот представник на Европската Унија Жозеп Борел не кажува дали и што конкретно Унијата ќе преземе за наследната меѓувладина конференција Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. Постојано повторуваат дека местото на земјава било во европското семејство, но нема никакви гаранции дека Македонија во јуни ќе го започне евроинтегративниот процес. Ништо ново од средбите на Борел со државниот врв. Не можам да ви ветам датум, меѓутоа можам да ви ветам волја. Но кога велам и ќе повторам дека преговорите за пристапување со Албанија и Северна Македонија е висок приоритет за Европската Унија и постојано проценуваме дека земјата е подготвена да започне со разговорите за пристапување, тоа не е реторичка изјава. Дека сегашната состојба на статус-кво никому не оди во прилог, признава и премиерот Димитар Ковачевски. За него поддршката на Борел била недвосмислена. Побара засилени процеси за македонската евроинтеграција конечно да тргне, ама за датум не се врзувал. Уште на почетокот кажав дека за датуми не се вржувам, туку се вржувам за остварување на цели кои што треба да се направат, да се дојде до едно решение, кое што решение прво ќе биде прифатливо за двете страни, бидејќи ние мора да бидеме свесни дека постојат отворени прашања со Република Бугарија, дека решението на тие прашања треба да биде во духот на европските вредности, треба да се базираат на задржување на достоинството. Жозеп Борел се сретна и со председателот Стево Пендаровски, кој истакна дека отпочнувањето на пристапните преговори ќе биде тест за кредибилитетот на Европската Унија. Со новите геополитички динамики ние не зборуваме за забрзување на нашиот процес, имајќи предвид дека Македонија и Албанија имаат одлука за започнување на пристапните преговори од Советот на Унијата уште од март 2020. Повикувам на брза реализација на стратешките одлуки во однос на политиката на проширување. Македонија се докажа како кредибилен партнер на Европската Унија. Додека експертите постојано предупредуваат дека евроскептицизмот во земјава расте, владините представници гаат надежи дека Македонија конечно ќе стане членка на Европската Унија. А наместо конкретни одговори од представниците на Унијата, речиси секогаш добиваме само сладкоречивост.